Ова е дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Прогласени учениците на генерацијата. Одлични резултати за атлетичарите од Крстен Мисирков на светско. Бројни добивки и забава пред среќната кутичка на лотарија. На свечена манифестација во Заначискиот дом денеска беа прогласени првенците на генерацијата од сите основни и средни училишта. Манифестацијата беше можност учениците и наставниците да се потсетат и на делото на просветителите и на улогата и значењето на образованието. По повод 24 мај, ден на сесловенските просветители Кирил и Методи, Издруженијето на просветни работници и Општина Куманово денеска им врачија дипломи на најдобрите ученици од 16 основни и 5 средни училишта од Куманово и основните од Општина Старо Нагоричане. Првенците на генерацијата добија дипломи и книги. Манифестацијата беше можност учениците и наставниците да се потсетат на делото на просветителите и на улогата и значењето на образованието. Слунските браќа Кирил Методи има извонредно, единствена историско-културошка и епохална просветително значење во Европа, во светот и во нашата држава. Тој е изразнено преку нивната просветителна мисија која потикна на епоха, цивилизацијски процес, а темелот на тој процес е создавање на првата словенска азбука Глаголица. Преку својата благодарна и професионална дейност на овие простори, браќата Кирил и Методи направија нашата држава лулка на словенската култура, писменост и заслужува достојна и непрепосочна почита од сегашните, а и идните генерации. Секретарот на Општина Куманово Деsanka Стошевска им посака успех во понатамошното образование на учениците. Ден кога сите ние одаваме почит кон писменоста на нашиот народ и корените на јазикот, а со самото тоа одаваме и почит и кон луѓето кои ја пренесуваат писменоста на секоја нова наредна генерација. Една од наградените е и гимназијалката Теодора Домазетовиќ. Најпотребно е сепак учењето и исто така голем фактор е и вербата во себе и желбата и љубовта кон тоа што го сакаме да го негуваме. Имам учествувано многу надпревари на државно ниво. Имам исто така добиено награди и признанија. Се уште се двоумам, меѓутоа или електро или физика. Ана Стокиќ е ученик на генерацијата од основното училиште Браќа Миладиновци и двете, како и останатите 27 ученици кои денеска беа прогласени за првенци на генерацијата, учествувале на бројни општински, регионални, државни и меѓународни надпревари. Потребно е многу труд, желба за учење, континуирано работење и поддршка од професорите и од фамилијата. Во нашата гимназија Гоце Делчев во напредно-математички смер. 3 државни награди имам и по биологија, географија и македонски. Манифестацијата беше збогатена со културно-уметничка програма подготвена од учениците од кумановските училишта. Основното јавно обвинителство Куманово поведе постапка против едно лице поради основано сомнение дека сторило кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Од член 215 став 1 од Кривичниот законник. Како што информираат од јавното обвинителство, вчера во својот дом во Куманово и во домот на нејзиниот невенчан сопруг, осомничената неовластено заради продажба држала наркотична дрога марихуана со вкупна нето маса од 322,6 грама и наркотична дрога хероин со нето маса од 11,94 грама. Осомничената ја прибавила наркотична дрога марихуана и хероин за натамошна продажба, за чија цел поседувала и 2 дигитални ваги кои при извршените претреси се пронајдени и одземени.
Надлежниот јавен обвинител, постапувајќи по поднесената кривична пријава, донесе наредба за спроведување на истражна постапка. Воедно оценејќи дека се исполнети законските основи до Основниот суд Куманово, поднесе предлог за определување на мерка притвор за осомничината, наведуваат од јавното обвинителство. Хуманитарното здружение Мајка денеска одржа презентација за сексуална врсничка едукација на младите во основните и средните училишта во градот. Проектот Биди во тек е финансиран од Европската унија, а поддржан од UNDP и Општина Куманово. Во рамките на проектот Биди во тек, Хуманитарното здружение Мајка денеска преку презентација го промовираше Центарот за сексуална едукација на младите. Целта на проектот е врсничка сексуална едукација на младите од 14 до 18 годишна возраст во сите основни и средни училишта во градот на македонски и на албански јазик, информира координаторката на проектот Ивана Лазаревска. Како идеја ни дојде, бидејќи за ова едукација секогаш е табу тема и нема доволно вакви предавања и едукации, секогаш е потребно младите повеќе да осознаат за оваа тема. Ова е всушност врсничка едукација. Едукацијата ја вршат млади од медицинската струка од нацет бујони. Тие се обучени претходно гинеколог и тие вршат врсничка едукација на нивните врсници. Така осмислен проект за да младите бидат повеќе отворени за прашања, покомуникативни и повеќе да не се срамуваат и да прашуваат за ова тема. Во рамките на овој проект е отворен Центар за сексуална едукација во средното училиште Наце Буѓони. Проектот Биди во тек на Хуманитарното здружение Мајка е дел од регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан, финансирана од Европската унија, а спроведувана од Програмата за развој на Обединетите нации, односно UNDP. Според председателката на Мајка Лидија Илиевска, податоците покажуваат дека на младите им е потребна соодветна едукација за да не доаѓа до несакани последици, како што се несакана бременост, заразување од различни полови заболувања и слично. Во 2014 година мајки на возраст од 15 до 19 години родиле 53 деца, во 2015 година 39, во 2016 година 50, а во 2017 година 52 деца. И трнавме од овие податоци, исто така позедовме податоци од средните училишта во Куманово за напуштање на учениците на средните училишта и според тоа што 3 училишта ни доставија податоци, дознавме дека 9 ученици, 8 женски и 1 машко напуштиле училиште поради стапување во брак. Проектот е поддржан и од Општина Куманово. Локалниот координатор на програмата Цоки Ристовски информираше дека пред 2 години Општина Куманово има подпишано меморандум за соработка со UNDP за финансирање на невладини организации кои што ќе се јават на јавен повик во одредени области кои што се приоритет за граѓаните. Биди во тек е еден од 5 проекти кои што биле избрани за финансирање од UNDP и локалната самоуправа. Еден од тие проекти, овој проект што денеска зборуваме, Биди во тек, каде што Општина Куманово, нормално со представниците на UNDP, мислија и дадоа позитивно мислење за овој проект дека е добар да се реализира и е во интерес на граѓаните на Општина Куманово. Како што каже и представителот во вечерот, значи добро е младите генерации да ги опфатиме младите генерации и да ги едуцираме за правите вредности за суштинските работи. Центарот за сексуална едукација на младите е сместен во Средното техничко училиште Наце Буѓони, а интенцијата е по завршување на проектот обучените тимови за врсничка едукација да продолжат да ги едуцираат младите, односно работата со центарот да ја преземе училиштето. Преку активностите на проектот 10 ученици од здравствена струка кои учат на македонски и 6 кои што учат на албански наставен јазик директно беа вклучени во обуката за врсничка едукација на тема сексуална едукација на млади на возраст од 14 до 18 години. Проектот е отпочнат на 20 јануари, а ќе трае до 20 јули годинава. Во рамки на проектот Поддршка за легализација на ромско домување, представници на Националниот ромски центар ја посетија Општина Кичево, при што ги информираат граѓаните за нивните права. Проектот кој се реализира со финансиска поддршка на Европската унија го спроведува НРЦ заедно со Симбиозис 12 и ОРМ Бела кула во Кичево. Сите граѓани беа заинтересирани во врска со легализацијата на објекти и сите други работи
кои до сега значи не биле доволно информирани, уште повеќе се информираа, со некои од дел од тие се имаат опфатено бројни прашања и проблеми кои се решаваат и во тек се на решавање. Во овој ден значи станаа заинтересирани повеќето граѓани. Ден за ден бројката се повеќе се зголемува, доколку бива пред тоа станата значи иста. Се јавуваат како нови случаи кои водиме акција за тоа, што се поттикнуваат сите граѓани да се придржуваат на тие потребни работи значи за во врска со таа легализација. Бројката ден за ден значи расте, се работи на терен за тоа. Сите граѓани се информирани во врска со оваа постапка за легализација. На сите тие посетени семејства им кажуваме информации што е и докаде е таа постапка. Повторно значи по други барања за интересираност, повторно се информираат, се викаат на средби со становци кои присуствува адвокат, се дели правна помош, правен совет се доделува исто тоа. На градскиот плоштад во Куманово пред среќната куќичка, Државната лотарија на Македонија на граѓаните им приреди вистинска забава со бројни добивки. Кумановци се запознаа со игрите на среќа кои што ги нуди лотаријата, но и другаруваа со Маријана Станојковска и екипата на Нема Љутиш. Кумановци денеска имаа можност на зелениот пазар, но и на градскиот плоштад пред среќната куќичка да се запознаат со игрите на среќа кои што ги нуди Државната лотарија на Македонија. Со нив во текот на денот се забавуваше и Маријана Станојковска, но и екипата на Нема Љутиш. Имаме промоција на Инстант лотаријата, поточно на Инстант лозовито семејството на Инстант лотаријата. Тука е испаркиран и атрактивниот џип компас, главната премија од Инстант лозот BDV вози џип. Кога сме кај овој инстант, морам да напоменам дека првиот џип компас се вози веќе низ улиците во Куманово. Го доделивме на една фантастична дама. Поздрав до неа, но поздрав и до останатите кои што си ја освоја оваа главна премија. Се надеваме дека 10-тиот џип ќе се вози токму во Куманово. Еве пуштам среќа од нашето среќно место, им посакувам среќа на сите играчи, на сите оние кои што сакаат да ја предизвикаат среќата токму со игрите на среќа. Владе фантастична атмосфера овде на лице место, можете и да забележите, навистина имаме голем број на верни играчи кои што се дел од игрите на среќа, некои за прв пат гребат гребки, уплаќаат лото, но владе една, како што кажа, фантастична атмосфера, една убава дружба и така ќе биде се до крајот на денот. Кумановци посочија дека редовно уплаќаат ново лото 7, но и купуваат гребки. Неколку мина се пофалија и од одлични добивки. За време Југославија уште. Како се задоволни? Задоволен. Сега зедол 5000 денара на таму изгребал. Лото дали уплаќате? Редовно. Запознаени ли со новото лото 7? Да, 7 кај со црвено топче. Сега подобро ли? Подобро. И поечко добивка. Увек имам четворка. Откако постои лота, први пут беше бинго, сега е лото. Па скоро добив шестицу, 10.400, 10% ми одбија 9.400 и така. Играм редовно и сега те ги носи ги, вчера ги бевзема. Играм и лото и джокер и еве ги. Редовно, сега чекам поголема да падне. Лото дали уплаќате? Платим редовно, нека 10 години больше. Запознаени ли со новостите кои што ги има? Запознаен се. Редовно игра, редовно пратим. Има ли повеќе можности сега со овие новини за добивка? Има, само зависи среќа како се има. Со купување на 3 гребки, Кумановци учествуваа и во наградната игра на Државната лотарија на Македонија. Во Националната установа Музеј Куманово синоќа по повод 23 мај, Светскиот ден на власите, се одржа етнолошка изложба Традиционална храна кај власите, која ја организираше Сдруженијето на власи Халча Алброва од Куманово. Повеќе на оваа тема во изјавата што следува. Денеска е 23 мај, Национален ден на власите. Го одбележуваме затоа што на 23 мај 1905 година Султанот Абдул Хамид II донел проглас и раде, со кој ги прогласил власите за посебен народ со права за сопствена црква, училишта и општини. Годинава во Куманово, Сдруженијето на власи Халча Алброва одлучи да го одбележи Националниот ден со етнолошка изложба насловена Традиционална храна кај власите.
нашите вредни домаќинки влаинки, кои што покрај тоа што се успешни во општествениот живот и во семејниот живот, се потрудија и успешно ни доставија храна, многу убави влашки пити и баклава. Така да гостите кои што присуствуваат тука може да дегустираат од вкусните влашки јадења. Фотоклуб Куманово по 6-ти пат го организира веќе традиционалниот Малински фотофестивал, кој годинава ќе започне на 25 мај во 12 часот со меѓуклубската изложба Круг, која ќе биде прикажана во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Фестивалот е поддржан од Министерството за култура и е дел од програмата за одбележување 500 години од постоењето на Куманово. Ке трае 3 дена со низа активности. Повеќе за активностите од изјавата на Влајко Марјановиќ од Фотоклуб Куманово. И оваа година ја имаме честа да ги поканиме граѓаните на Куманово по 6-ти пат да го посетат Малински фотофестивал. Годинава фестивалот ќе се одржува на 24, 25 и 26 мај. На 24 и 25 мај, односно петок и сабота, фестивалот ќе се одржува во Куманово, а на 26 мај, односно недела, фестивалот ќе продолжи во Крива Паланка. На 24 мај во клубските простории ќе бидат прикажани проекции на Виктор Налевски од Битола и Сандра Трајковска од Фотоклуб Куманово. Исто така ќе бидат прикажани проекции на нашите гости од Полска и Турција. На 25 мај во сабота официјално ќе биде отворен фестивалот со меѓуклубската проекција Круг во 12 часот во Центарот за култура Трајко Прокопиев. На фестивалот ќе бидат прикажани околу 260 уметнички фотографии од нашите гости од Турција, Полска, Србија и секако од Македонија. Во Кумановскиот театар синоќа премиерно беше изведена монодрамата Прво лице Еднина од режисерката Драгана Гунин во изведба на актерката Владанка Димковска. Текстот е на Димковска, работен по мотивите на Добра ноќ за бунтовни девојчиња од Елена Фавили и Франческа Кавало. Љубителите на театарот има можност да уживаат во представата која зборува за личниот живот на актерката, соочувањето со животот, работата. Актерката изведе повеќе женски ликови, го прикажа патот на себе пронаоѓање и понуди одговори за уметноста. Проектот е финансиран од Министерството за култура во корупција со Театар Куманово. Учениците од Крсте Мисирков, кои учествуваа на екипно училишно светско првенство во атлетика, се вратија со одлични резултати, лични рекорди, но и нови искуства и пријателства. Надпреварувањето се одржа во Сплит, Република Хрватска. Со одлични резултати, лични рекорди, но и нови искуства и пријателства се вратија учениците од основното училиште Крсте Мисирков, кои се надпреваруваа на екипно училишно светско првенство во атлетика, кое се одржа во Сплит, Република Хрватска. Надпреварите се одржаа од 13 до 19 мај, а Крсте Мисирков беше единствен представник на државата. Директорот на училиштето Александар Јовановиќ, исто како и наставниците Филип Колески и Југослав Спасиќ, истакнаа дека се горди на учениците кои достојно го представиле градот. Нашето училиште се пласира на високо до 25-то место, како во конкуренција во која учествувавме во 2004 година, а нашите ученици се родени 2001 година и како такви и освоивме високо место на својата конкуренција во 2001 возраст. Имено агендата беше збита, доста активности беа во овие 7 днена, иако бевме сместени во местото во градот Трогир, таму се одржа и надпреварите за штафетата на пријателство, покрај надпреварувачките дисциплини, учествуваме и во културно-забавниот живот. Штафетата на пријателство ја трчавме сите заедно со мене. Јас бев представник на делегацијата како шеф на делегација, потоа Југослав Спасиќ тренер и помошник тренер Филип Колевски, учествуваме заедно со другите нации. Освен на надпреварите во Сплит, учествувале и на културна промоција на општината. Преку видео пред настапувачите од светот ја презентирали и обсерваторијата Кокино. Наставниците по физичко образование истакнаа дека се задоволни од својата екипа. Во тимското првенство учениците од нашиот град се надпреварували и во дисциплини кои што ги нема во Македонија, но сепак постигнале одлични резултати.
повеќето од овие дисциплини ги нема на државно школско првенство во Македонија и се спремавме малце поспецифично. Такви дисциплини се 300 метра пречки, воопшто нема трка со пречки на нашето државно првенство ни за основни ни за средни училишта. Има три скок, има и други тркачки дисциплини што се необични, 200 метри, 400 метри, нормално и фрлачки дисциплини што се необични. И настапивме, да кажам, доста успешно. Покрај тоа претходно настапивме наше државно првенство, каде успеавме да освоиме, значи, индивидуално злато, сребро, индивидуални 2/4 места и тимска 4 златни медали во штафета 4 по 100 метри, а таму и штафетата беше различна. Шведска штафета се вика 100, 200, 300 и 400 метри. Може да кажам дека остварија лични рекорди. Воедно имавме околу 9 точно лични рекорди или изравнети лични рекорди, што е супер за така млади, неискусни деца. На некои од нив овој ги беше само втор надпревар. И генерација што е 2004-та, тоа е како основно да настапува со средни училишта, па се покажавме добри повеќе дисциплини, значи нашите деца се носија, да кажеме, со оние други постари дечиња. Можам да кажам дека настапивме во извонредна форма, која беше истемпирана на овој надпревар, што покажа и резултатите. Тактички ги направивме, добро ги распоредивме нашите дисциплини, нашите спортисти со нетипични дисциплини за првенствата во Македонија и тоа донесе скоро двојно повеќе бодови од 2013 година кога настапи во Карлови Вари. По граничните рекорди Иван Видановиќ го освои третото место во своја група на фрлање на ѓуле од 5 килограми и беше јавно истакнат на видео, бимот прочитан, што нормално на секој тренер, на секој директор, на секој наставник или родител или спортист му е чест и гордост да биде прочитан на едно такво светско надпреварување и мислам дека тие се главните работи кои што мора да ги истакнеме. Учениците истакнаа дека ова светско првенство ќе го помнат целиот свој живот. Јас сум многу горд што бев на ова светско првенство по атлетика. Пред се морам да кажам дека таму имавме многу добра дружба со останатите атлетски федерации и направив според мене задоволен сум од моите резултати. Ова беше прво учество моје на некој светско првенство и многу сум задоволен од мојот рекорд. Со Теофил Соневски учествувавме во дисциплина фрлање на ѓуле од 5 килограми и со моето фрлање од 9,72 метри бев многу задоволен, се чувствував многу горд, со што го освоив третото место за мојата категорија и тоа ми е личен рекорд. Со тоа ова светско првенство ќе го паметам цел живот. Основното училиште Крсте Мисирков веќе доби покана за учество во следното светско првенство кое ќе се одржи во Турција. Од училиштето се надеваат дека тогаш ќе можат да заминат и со женска екипа. Делегацијата изрази благодарност за поддршката која што ја доби од градоначалникот и општина Куманово, Федерацијата на училишен спорт на Македонија, Агенцијата за млади и спорт, приватните стопанственици од градот, како и од родителите и колегите. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура се искачи до 23 степени, а минималната беше 10. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 20 степени, а утринската ќе биде до 9. И со информацијата за времето го завршуваме и вечерашниот дневник. Имајте убава и пријатна вечер. Довидување.